Проблемите на ромите во здравството, социјалата и запишувањето на новороденчињата во матичната книга на родените. Ова беа трите главни точки на кои денеска се разговараше во Прилеп на третиот поред ромски граѓански парламент. Најголемите проблеми ромите ги имаат во здравството, каде се уште се соочувале со дискриминација, особено од страна на гинеколозите, поради што дел од децата се раѓале и дома. Се уште гледаме дека постојат одредени пречки во однос на прифаќањето на ромската заедница со целокупната нивна проблематика. Пристапот на лекарите, особено во гинекологијата, каде што многумина се жалеа дека пристапот на жените ромки е доста одбоен од страна на докторите и дека има често нередовни прегледи во однос на нивната бременост и често се случува новородените дечиња да бидат породувани дома или пак доколку и бидуваат породувани во здравствените установи, во тој случај потоа имаат и административно-технички проблеми за нивно пријавување. Имаме отворени, ситни, така да се кажат, проблеми, но во однос на ромите тоа се крупни проблеми. Потоа сето тоа потоа се одразува и во однос на социјалните примања. Министерот без ресор упати апел до надлежните институции овие проблеми да се надминат во најскоро време. Директорот пак на општата болница Прилеп Петар Ристевски рече дека голем дел од ромите, особено женската популација, се уште не била запознаена со бенефитите кои што се нуделе во програмите на Министерството за здравство. Тука би го потенцирал програмата за бесплатно следење на бременоста и породување. Значи, голем дел од жените ромки, може би повеќе од 50%, се уште немаат остварено избор на матичен гинеколог, како потоа би ги добиле сите овие бенефити. Апелирам и на оваа средба апелиравме и сега апелирам, значи, подобро запознавање на ромската популација со сите овие бенефити кои ги нуди Министерството за здравство. Од ромската организација Рома СОС, кои се организатори на оваа средба, истакнаа дека надлежните институции после укажувањето на овие проблеми се заложиле дека тие ќе се надминат во најскоро време. Исто така од оваа организација апелираа до родителите роми, децата да ги запишуваат во матичната книга на родените до 30-тиот ден од раѓањето на детето. Директорот на болница Прилеп се заложи дека повеќе ќе посвети внимание на проблемот со авансната наплата за отворање на историја на болест, бидејќи тоа е едно од прашањата кое што може да влие директно на здравјето на ромите, односно плаќањето на аванс за отворање на историја на болест од 1000 денари сериозно представува проблем за ромите кога треба да побараат болничко лекување. Втората заложба која што ја добивме од директорката за Центар за социјални работи, која што се заложи во иднина повеќе информативни средби да организира со ромската заедница со цел да ги информира за новите постапки, новите процедури во остварување на правата, бидејќи конкретно во случајот со укинувањето на правото по основ на брз трансфер, тоа сериозно влијаеше на остварување на правата, односно половина можеби од корисниците на социјална парична помош го изгубија правото заради брз трансфер на пари преку Western Union, а за тоа не беа информирани навремено. Министерот без ресор исто така вети дека за брзо време во Центарот за социјална работа во Прилеп ќе се вработело лице од ромска националност за подобар и поблизок пристап со оваа категорија на граѓани.